Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Ура! Во четврток не учиме за тоа што е празник. Каков празник е? Ден на Вознесението. А што воопшто значи тоа? Па не сум наполно сигурен. Треба ли да ви објаснам? Да, би сакале да дознаеме. Денот на Вознесението не подсетува дека Исус се вратил на небото од кога ја исполнил неговата задача овде на земјата. Тоа се случило точно 40 дена по Великден. За време на тие 40 дена, Исус постојано им се појавувал на неговите ученици. Тие го виделе, го слушале, јаделе со него. Во еден ден, тој им се појавил на повеќе од 500 луѓе истовремено. И 40 дена по Великден, тој се качил со своите ученици на Маслиновата гора. Сакал да биде сам со нив и да им каже нешто многу важно пред да замине. Ја исполнив задачата што ми ја даде Бог. Сега одете кај секој човек во целиот свет и кажете им дека умрев за нив и воскреснав. Кажете им да побараат од мене да бидам нивен Господ и тогаш, еден ден, ќе бидат во рајот со мене. И запомнете, јас ќе бидам секогаш со вас и ќе ви давам сила да им кажувате на другите луѓе за мене. Тогаш Исус ги дигнал рацете и ги благословил учениците. И додека го правел тоа, одеднаш исчезнал. И облак го скрил од нивните погледи, додека одел во невидливиот свет на Бог. И што прави сега Исус на небото? Тој управува со се, одговара на нашите молитви и се моли на Бог за нас. А за тие кои веруваат во Него, тој им подготвува место за да живеат таму. Го прочитав тоа во Библијата. Еве тука. Исус вели: во домот на мојот татко има многу соби. Одам таму да ви подготвам место. Дали учениците биле тажни што Исус веќе не бил со нив? Воопшто не. Знаеле дека тоа што го ветил, ќе го исполни. Какво ветување? Ќе ви кажам за него во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!